во иднина сакам да бидам машински инженер и сакам на пример да имам некоја основа за понатаму за факултет и затоа се запишав. Јас сум дуална паралелка, имам повеќе практична настава отколку часови и мене искрено ми е многу убаво. И во фирмата каде што одиме се си е супер и секогаш и менторите ни помагаат и се. И тука во училиште имаме два предмета каде што имаме и пракса и теорија. И на почетокот малку бев скептична околу затоа што имам предмет за варување и не бев сигурна дали ќе се снаоѓам подобро зашто девојче, нели? Ама искрено многу интересно. Во машинската струка во моментот се застапени 3 образовни профили. Тоа се машинско-енергетски техничар, техничар за производно машинство, кои се опфатени со 4 годишно школување и инсталатор за грејење и климатизација со 3 годишно школување. Од оваа година планираме да имаме уште еден профил во трајање од 4 години, тоа е техничар за компјутерско управување. Учење преку работа се спроведува наназад веќе 2 до 3 години. Училиштето има случајно договори со неколку познати компании во Скопје, каде што учениците ја реализираат дел од практичната обука. Значи се реализира комплет наставната програма, дел во училиштето, тоа е теорија и вежби, а конкретно практичната работа се одвива во самите компании. Учениците учат според потребите на стопанството, имаат предност за вработување. Во компанијата се стекнуваат со вештини кои се потребни на самата компанија и јасно компаниите им нудат и договори за понатамошно вработување. Ме интересирало како функционираат секојдневните уреди, што е тоа за светлата што ги вклучува, што е тоа што го дава звукот, што го слушаме, како функционираат уредите што секој ден користиме и тоа ме привлекло највеќе. Но исто така има и многу голем простор за иновација и за иновирање во електротехниката. Имаме доста работа со мали, така да кажем, склопови. Сега имаме Arduino, например, склопови што правевме доста интересни, например, со кодирање може да се склопи, ние имавме количка направено која преку телефонот се контролира и можеш да се вози. Имаме учење преку работа во некои одредени фирми, но имаме и во самото училиште како лабораторија каде што пробуваме и изучуваме барем основните делови за електрониката. На пазарот е доста барана и то тек ќе се развива со текот на времето и сега се забрзано се развива, така да се отвара голем простор за сите што го изучуваат ова и се отвара многу прилики за кариерата понатаму, така што и без некој повисоко образование и само со средното може да дојде до добри функции ако се заложи. Во електротехничката струка во нашето училиште се опфатени 2 образовни профили, односно 2 квалификации. Електротехничар за електроника и телекомуникации и електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Значи станува збор за атрактивни профили кои што се барани на пазарот на трудот, има потреба од овие ученици и има интерес во моментот. Станува збор за модуларно дизајнирани програми, се изведува дел теоретската настава во училиште и практичните вежби во рамките на стручните предмети исто се изведуваат во нашите лаборатории во училиштето. Редовно набавуваме современа опрема, наставниците се ангажираат максимално за вежбите, а во рамките на предметот учење преку работа се реализираат часовите за практична обука во предпријатија од областа на електроника и телекомуникации и секако компјутерска техника. Компаниите се заинтересирани, значи има потреба за овој кадар, компаниите се заинтересирани, дел од нив веднаш остануваат со работа во компаниите, а дел од нив продолжуваат на техничките факултети. Најпривлечно и најинтересно ми се виде сообраќајната струка и затоа го одбрав овој образовен профил за сообраќајен техничар за транспорт и шпедиција.
и веќе сега 3 години подоцна мило ми е што е одбрав затоа што се пронајдов во струката. Одиме на практична настава по компаниите. Мислам дека тоа е голема предност за стручните училишта што учениците одат на практична настава, бидејќи веднаш по завршувањето со средното образование тие имаат можност да се вработат, иако не продолжуваат понатаму со факултет. Исто така, компаниите каде што одиме на пракса, многу пати, откако ќе завршат учениците со средното образование, им нудат работно место на учениците кои што оделе на пракса. Во сообраќајната струка се изучуваат 3 образовни профили. Тоа се техничар за транспорт и шпедиција, техничар за железнички сообраќај и ова учебна година започнавме со комбинирана паралелка, а тоа е техничар за железнички сообраќај и техничар за влеча машиновозач. Во сообраќајната струка учениците можат да се запознаат со дуалното образование во образовниот профил техничар за железнички сообраќај. Дуалното образование представува комбинација помеѓу теоријата и практичната настава, а токму поради тоа учениците го следат образовниот процес во училиште и во компании. Практичната обука се изведува во шпедиции, во транспортни компании, складишта, логистички компании, осигурителни компании и така натаму. Во овие компании учениците имаат можност да се запознаат по-конкретно, да организираат, планираат, регулираат, контролираат сообраќај, можат да манипулираат и складираат со стока, да вршат шпедитерски работи и осигурување на стоката. Токму една од предностите на ова дуално образование што дава можност за побрзо и полесно вработување. Друго е што учениците може да отворат свој собствен бизнис или пак да го продолжат образованието во високообразовните институции. Имам план да продолжам понатаму со факултет. Сакам поврзано со мојата струка, бидејќи се пронајдов и е доста интересно тоа што го изучувам и веќе имам некој основно познавање за струката, па сакам да продолжам со тоа.